9 мај 2024 дневник на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Двојна победа за ВМРО ДПМН на вчерашните избори. Гордана Силјановска-Давкова, председател на Република Македонија, 58 мандати освои коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, само 18 СДСМ. Народот одржа најважна лекција кон власта, порача лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски. За лидерот на СДСМ Ковачевски, резултатот на СДСМ е поразителен. Тоа се дел од темите во дневникот, започнуваме со нивна реализација. Гордана Силјановска-Давкова е нов председател на Република Македонија. Таа во вториот круг од председателските избори освои убедлива победа над нејзиниот против кандидат, актуелниот председател Стево Пендаровски. Со тоа Македонија за прв пат добива председателка. 58 мандати во собранието освои коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. По официализирањето на изборните резултати, најдоцна на 12 мај, треба да биде свикана собраниска седница за инаугурација на новоизбраната председателка Силјановска-Давкова. Таа пред пратениците од стариот состав треба да даде свечена изјава по која и започнува да тече нејзиниот мандат. На 12 мај истекува мандатот на актуелниот председател, кој беше и кандидат за председател Пендаровски. Доколку инаугурацијата на новиот председател се случи на 12 мај, тој треба да го додели мандатот за новиот состав на владата. Вчера во Македонија се одржа вториот круг од председателските избори, а се гласаше и нов состав во Македонското собрание. Убедлива победа на изборите освои ВМРО ДПМН и коалицијата што ја предводи. Гордана Силјановска-Давкова, кандидат за председател на ВМРО ДПМН, според резултатите од ДИК освои 560.173 гласа или 65,14% од вкупниот број гласови, додека нејзиниот против кандидат Стево Пендаровски 251.541 глас или 29,25%. Што се однесува до мандатите за новиот состав на собранието, коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН освои 58 мандати, коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ 19, коалицијата за европска иднина предводена од СДСМ 18 мандати, коалиција Влен 13, политичка партија Левица 6 и 6 мандати освои движењето Знам за наша Македонија. Граѓаните денеска покажаа граѓански имунитет и отпорност пред притисоците и се одважија да излезат стамено, достоинствено и стоички да го дадат гласот за оној кандидат за кој тие сакаат, рече кандидатката за председател поддржана од ВМРО ДПМН и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова на вчерашната пресконференција. Ова не е време за поделби. Ова не е време за фалби. Ова не е време за триумфализам. Денеска гледам меѓу вас новинари кои и ги видов додека гласав. Исто така денеска, вчера, јас имав излагање пред наблюдувачката мисија. И тамо повикав дека мора ние, јас, оние кои ќе бидат на функции, да се обидеме, да ставиме крај на балканизацијата, да се обидеме, да помагаме едни на други, да бидеме политичари. Колку пати сум рекла, хомо балканикус мора да биде хомо политикус, хомо еропикус. Не можете во политика со емоции да се однесувате. Мора рационално. Затоа ние мораме да почнеме меѓу себе да се разбираме, да се помагаме, да не посегаме по вето, туку да посегаме по поддршка. И затоа јас реков дека моите патишта прво водат на Балканот, се разбира, Брисел тука е неизоставен. Значи, среќна сум, иако не знам се уште што значи тоа, не знам што значи се уште да се чувствува некој како председател, не знам, тоа е нешто ново. Меѓутоа, знам дека ќе направам се за да ги бранам
државните и националните интереси и верувајте ми, овие 20 дена и денеска јас сум горда и на новинарството во Македонија, јас сум горда најмногу на граѓаните во Македонија, јас сум горда и на луѓето кои учествуваа во изборниот надпревар. Реков, помина релативно пристојно и, впрочем, мислам дека не сгрешивме кога го одбравме тоа. Македонија горда и Македонија, веројатно ќе чуете за парламентарните избори, твоја, но не твоја партиска, не твоја македонска само, туку твоја пред се граѓанска. Во Кавадарци се гласаше на 60 избирачки места. Гордана Силјановска Давкова освои 14.401 гласа, Пендаровски 5.232. Коалицијата за европска иднина, предводена од СДСМ, освои 4.258. Коалицијата Твоја Македонија, ВМРО ДПМН, 11.808. Левица освои 2045 гласа, 1218 граѓани дале подршка за движењето Знам. ВМРО ДПМН синоќа ја прослави двојната победа на градскиот плоштад. ВМРО ДПМН освои близу 12.000 гласа. Социјалдемократскиот сојуз нешто помалку од 4.000 разлика. Или 8.000 разлика во корист на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Овој момент го користам да се заблагодарам на сите активисти, поддржувачи, местните комитети, Унијата на млади сили, Унијата на жени, ветераните. Најмногу упатувам благодарност до неопределените граѓани на општина Кавадарци, кои што ни ја дадоа безрезервната поддршка. Резултатите за председателските избори се уште ги пребројуваме. Таму е уште поголема разликата, но можам официјално тука од Кавадарци да објавам дека нов председател на Република Македонија е професор доктор Гордана Силјановска Давкова. Ние ова вечер ќе прославиме малку, од утре не чека работа. Сето она што го ветивме, сакаме и ќе се трудиме во потполност да го реализираме. Затоа, уште еднаш, благодарност до сите граѓани кои што гласаа, ни ја дадоа огромната поддршка, впрочем тоа и голема обврска спрема нашата партија. Ние нема да ве разочараме. Она што го ветивме, ќе го исполниме. Да живее Кавадарци, да живее ВМРО ДПМН, да живее од Бога благословена Република Македонија, да сте здрави и живи. Македонија! 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 Кавадарци, добро вечер! Победничко Кавадарци! Како што очекуваме оваа ден на 8 мај, како што ги кажа и Зоран, резултатите благодарение на членовите на ВМРО, на коалицијата, на симпатизерите, на неопределените се 12-4. 8.000 разлика, една фрапантна разлика за една порека до Социјалдемократскиот сојуз. Во име на ВМРО ДПМН е дека ВМРО треба да ја води државата и да биде подобро. За председателскиот кандидат и јас можам неофицијално, односно више официјално да честитам на нашата професорка Гордана мандат председателски и да ја води државата во прав правец и да ја чува државата. Мора
што сакам да го посакам на сите кавадарчани. Сакам да посакам да не биде никој тажен. Гледам од социјалдемократска сојуза се тажни. Немој да бидете тажни со ВМРО, ќе бидете посреќни, ја ви гарантирам. ВМРО знае да работе, ќе сработе за посреќен и подобар народ. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија, да живеат македонците. Благодарам. Добро вечер, победничко-кавадарци! Ви благодарам на сите што испаднавте да гласате, што ја задржавме нашата Македонија. Тоа ни беше најголемата цел. Македонија е повторно жива. Македонија е повторно наша. Многу ви благодарам. Да живее кавадарци, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Почитувани кавадарчани, од моје име едно големо благодарност за вашата пожртвуваност и желба за промени во нашата држава. Се надеваме дека оваа промена ќе оправдаме во едно оваа голема победа и голема одговорност. Власта е од народот, за народот, на народот. Научивме од собствените грешки, меѓутоа многу повеќе од грешките во изминатите 7 години. Вие го кажавте тоа, го капитализиравте, а ние треба да го оправдаме. Да сме живи и здрави, само за добро да се гледаме. Да живее Република Македонија! Гроб со гроба ке покрија, само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. Народот ја одржа најважната лекција кон власта и си ја спаси државата, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на пресконференцијата синоќа по добивањето на првичните резултати од гласањето. Благодарност до сите кои гласаа за нашата опција. Честа е голема, одговорноста кон секој од вас уште поголема, порача Мицковски. Имаме причина да се радуваме и да сме задоволни и длабоко благодарни, но и причина и лекција да не влегуваме во еуфорија, ароганција и самобендисаност. Граѓаните очекуваат резултати. Нема да е лесно, имаме многу предизвици, но ова денес е показател дека заедно ќе успееме. Доста е со деновите кога една влада им служеше само на групите на своите коалицијски партии. Нашата влада ќе им служи на сите македонци, без разлика на нивниот пол, возраст, регион или етничка припадност и секако без разлика кого поддржувале или за кого гласале. Нашата цел е да се гордеете со новата влада. Ке се гордеете дека оваа земја ќе застане на нозе, ќе биде економски јака и ќе промовира соживот, каде граѓанинот конечно ќе има државата во свој раце. За брзо време ќе започнеме преговори со партиите од опозицијата за формирање на најдобрата коалиција и влада за нашата Македонија. На Македонија и треба политичка култура на повисоко ниво, каде партиите треба да се почитуваат и да соработуваат за државните интереси на Македонија. Уверен сум дека ќе ја формираме оваа влада во најкус можен рок и процесот ќе биде транспарентен.
Драги пријатели, браќа и сестри, почитувани сограѓани, ова е двојна победа. Коалицијата Твоја Македонија и ВМРО ДПМН застана и добија председател. Тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Нејзината цел ќе биде да го врати достоинството и Македонија да биде повторно горда. Верувам во тоа. Ја познавам и сигурен сум дека повторно Македонија заедно со Гордана Силјановска-Давкова како председател ќе биде горда. Верувам во незините капацитети и знам дека со доблест и решителност ќе служи на народот и на татковината. Нека е честито, професорке. Драги браќа и сестри, ова за нас беше тешка, но и многу успешна кампања. ВМРО ДПМН влезе храбро со прецизни пораки и тоа беше препознаено од народот. Затоа и порасна довербата, што е наша одговорност. Посакувам власта во заминување да научи од грешките. Би сакал сега да ги надминеме поделбите и да најдеме заеднички мир, затоа што мораме да служиме како пример на сите македонци, а особено за младата генерација, но и сите идни. Нормално е да има разлики, но со нив треба да се соочиме со достоинство и почит, бидејќи на оваа земја е потребна силна опозиција. На оваа земја и треба рамнотежа во политиката, каде опозицијата ја балансира владата и е нејзин коректор. Јас ќе разговарам со секој од вас, кој мисли добро на Македонија. Јас нема да ги затворам вратите за разговори, како што правевте вие скоро 7 години. Учиме од вашите грешки и нема истите да ги направиме. Драги пријатели, вечерва имаме причина за славје и ги повикувам граѓаните да прославиме заедно на плоштадот Македонија во Скопје и на плоштадите ни сите градови на Македонија. А од утре на работа и веќе препладне ќе го одржам првиот состанок каде ќе ги утврдиме принципите од кои нема да отстапиме за формирање на владата. Мора да се сменат работите и тие промени да се почувствуваат. За лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски резултатот на СДСМ е поразителен. Им честиташе на Силјановска и на Мицковски, најави длабоки реформи во партијата на сите нивоа, кои, како што рече, треба да овозможат консолидација и враќање на довербата кај граѓаните. Сакам на сите граѓани да им честитам и да им се заблагодарам за успешниот изборен ден. Македонија имаше фер и слободни избори согласно европските стандарди, и тоа е огромен исчекор кој е резултат на атмосферата, на слободата на медиумите и на мирот и стабилноста која воспоставивме во изминатите години. Ја честитам изборната победа на нашиот политички конкурент ВМРО ДПМН и нејзиниот председател Христијан Мицковски. СДСМ повторно покажа државотворност и одговорност по 100 пат. Најлесно беше по толку лажни обвинувања и напади од ВМРО ДПМН да не го мобилизираме нашето членство за гласање на председателските избори. Но не паднавме во таа замка. Покажавме дека Македонија ни е поважна и секогаш ќе биде така. Денешниот резултат е разочарувачки. На СДСМ му е зададен тежок удар. Не само од граѓаните, туку и од симпатизерите и поддржувачите на партијата. Во наредниот период детално ќе ги анализираме овие резултати. Секако, во наредните месеци ќе треба и посериозно и подлабоко да го најдеме изворот и причините за овој поразителен исход. Не сакам да носам избрзани заклучоци и не сакам да посочувам виновници. И јас и партиското раководство имаме одговорност и сите именувани и избрани функционери имаат одговорност, вклучително и сите партиски функционери на локално и на централно ниво. Никој реално не е без одговорност и тука ќе мораме заедно да поминеме низ овој процес. СДСМ ќе треба добро да погледне навнатре, да размисли што направивме и кои се резултатите и слабостите во последните 4 години, може би и во последните 7 години. И уште поважно, што е тоа што треба да направи за да ја обновиме и вратиме довербата на граѓаните што ја изгубивме. Процесот на обнова мора да е на сите нивоа. Затоа повикувам на нови внатрешни избори на сите партиски тела и на централно и на локално ниво, почнувајќи од председателот на партијата, раководството, па се до председателите на општинските организации и сите органи и тела
на партијата. Органите на партијата ќе одлучат прецизно за времето и начинот на спроведување на овие постапки. Тој процес не смее да биде долг, но никако ни брзопет, стихиен или пак експресен. Тој процес на длабока внатрешна промена и консолидација може да го изведат само оние кои се спремни да се жртвуваат за еднината на партијата и демократијата во државата. Оние кои немаат багаж од било каков вид, особено не такви карактеристики заради кои граѓаните го испратија СДСМ во опозиција. Согласно статутот на партијата ќе биде свикан отчетен конгрес на партијата, на кој ќе се разгледаат причините за изборниот резултат и за работењето на партијата за периодот 2020 до 2024 година. И ќе се одредат роковите за консолидирање на СДСМ преку избор на председател, раководство на партијата, председатели на општинските организации и сите преостанати тела и органи. Мојот концепт за мултиетничка Македонија, целосно интегрирана во евроатланските структури, за жал не доби мнозинска поддршка од граѓаните, рече председателскиот кандидат поддржан од коалицијата, што ја предводеше СДСМ Стево Пендаровски. Добро вечер. На крајот на овој долг изборен ден, вториот круг на председателските и единствениот круг за парламентарните избори, дозволете да се заблагодарам на сите учесници во изборниот процес и на сите институции кои беа ангажирани овој изборен ден да помине како што треба во демократска атмосфера и со почитување на највисоките европски и меѓународни стандарди. Знаеме дека има неколку извештаи за прекршување на изборните правила во некои делови од Македонија, меѓутоа оставаме тоа надлежните институции во соодветна постапка да го разрешат и да не остават ниту една темна дамка на изборниот процес, кој и пред 2 недели и денес, верувам дека ќе се согласиме, беше на ниво какво што заслужува држава која е членка на НАТО и која преговара со Европската Унија. Резултатите се јасни и немам намера подетално да ги образлагам. Сакам согласно резултативе кои ги видовме досега да им честитам на победниците, да им посакам успешна работа во следните 4, односно 5 години. Мојот концепт за мултиетничка Македонија, целосно интегрирана во евроатланските структури, денес, за жал, не доби мнозинска поддршка од граѓаните. Меѓутоа, јас сум длабоко уверен дека само таква Македонија може да биде просперитетна и демократска држава. Од таа смисла, мојата совест е мирна. Не сум сигурен дека совеста им е мирна и на оние кои, тргнувајќи од теснопартиски и лични политички интереси, денес ефективно спречија и илјадници наши граѓани да го земат второто липче и да гласаат и на председателските избори. Меѓутоа, реков, резултатите наспроти се јасни и уште еднаш им посакувам успех на оние кои денеска ја добија мнозинската доверба на македонските граѓани. Ја користам ова прилика на сите вас, представници од медиумите, да ви се заблагодарам за успешната соработка во изминативе 5 години. Се надевам дека во наредниот период, може би во некој друго својство, во некој друг капацитет, ќе имаме повторна шанса да соработуваме. Председателот на Левица Димитар Апасиев синоќа искажа благодарност за дадената поддршка до граѓаните. Да прославиме пасокизација на СДС и факторизација на Левица. Прва пратеничка група на Левица, прва жена пратеник на Левица. Во кецот имаме двајца пратеници, Апасиев и Хактан. Во двојка имаме еден фиксен, нашиот портпарол Амар Мециновиќ. Во тројка имаме еден фиксен, се бориме за втор, за ситно, многу ситно, 200-300 гласа се во прашање, да влезе покрај Борислав Крмов и Александар Симонов и така цел президиум да бидеме во парламент. Во четврка влегува Сашко Јанчев, фиксно, и во петка Јована Мојсовска, првата жена пратеnica. Она што се залагавме, тоа ни успеа,
го пасокизиравме СДС, ја кутнавме црвената буржуазија што беше наш детски сон уште од транзицијата на под 20 пратеника што него ни сонувавме пред овие. Друга значајна победа и покрај сета наша маргинализација, а фаворизација на Максо, го преполовивме проектот на Знам на пола од председателските избори, што покажува дека овој изборен систем повторно не краде, затоа што некаде го водиме за 4000 гласа, а имаме ист број на пратеници. Тоа ќе биде првото барање на левица во ведување на една изборна единица која ни краде во секоја изборна единица ни краде по 1 до 2 пратеници. Сакам да се заблагодарам на сите наши активисти кои не подклекнаа на малодушноста на вамаровските петпарачки куртон медиуми. Левица ќе продолжи појако за колку пати? За 5 пати појако од сега, затоа што секој наш пратеник вреди колку 10 нивни да знаат дека ги чека пекол во собрание со нашите борбени пратеници. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција изнесе оценка дека изборниот ден вчера поминал без проблеми. Во Република Македонија се одржаа можеби најмирните, најдемократските и најфер избори кои што било кога се случиле, особено од безбедносен аспект. Во рамки на надлежност на Министерство за внатрешни работи не се констатирани посериозни прекршувања на изборниот процес, не се констатирани посериозни нарушувања на изборниот процес во текот на целиот ден, така да денеска сакам да им се заблагодарам пред се на македонските полицајци, на сите полициски службеници кои што макотрапно работеа во изминатиот период, особено во текот на денешниот ден. Огромна благодарност до нив. Сакам да се заблагодарам исто така на македонските граѓани кои што на еден мирен, фер и демократски начин покажаа дека заслужуваме да бидеме дел од европското семејство. Огромна благодарност до сите наблюдувачи кои што помогнаа овој ден да биде тако како што беше. Огромна благодарност и до македонските наблюдувачи и до нашите наблюдувачи од страна на меѓународната заедница, од нашите меѓународни партнери. Сите они допринесоа денес да имаме еден нормален изборен процес. Огромна благодарност и до вас, новинарите, кои што имавте, морам да констатирам, едно фер, објективно и транспарентно пренесување на целиот овој изборен процес. Го гледате Дневникот на КТВ, толку со темите околу изборите. Винарската визба Тиквеш денеска организираше презентација за своите кооперанти. Стручњаци од Италија ги презентираа најновите напредни технологии за унапредување на лозовите насади. Денот на победата против фашизмот, ама тој е 45-та. Не зборам за денеска што се совпаѓа денот и кој е. Од и вакви победи ние имаме 6 пат имаме. И тие победи нешто голем берикет не ни носат. Се доаѓа нешто слободата, демократијата и во име на демократијата и така дај ќе наполнат джеповите ќе си отидат. Така да им препорачуваме да не гледат нас. Ваа година, еве сега Александра се спрема. Некои од вас знаат, некои не знаат. Ние долги години со вас комуницираме и се преговараме и гледаме да истераме на пат она што вика само една има вистина. Да. Една вистина е тоа да обстанеш на пазарот, да продаваш производ, да го направиш тој производ по поголема цена и најголемиот берикет е во тоа да го продаваш не само на домашниот пазар, на светскиот пазар. Македонија е многу мала за онаа што ние го имаме. Македонија историски била 50% од вкупното вино производство во Југославија. Денеска паѓаме, има поголеми производители, се јавуваат и поголеми душеближници за вино производство околу нас, а немаат никакви услови.
Меѓутоа, тоа се наши грешки и додека не си се договориме ние што е најбитно во лозаропроизводство и винопроизводство, тоа само ни поминува времето и сите губи. Денеска зборуваме во име на кого? Ние зборуваме во име на Тиквеш, во име на вас, лозарите, наши кооперанти, а не можеме да зборуваме колку винари ни остана, колку лозари остана. Те не можеме ние да бидеме перманентно криви. Ако нас не усмеруват или ко татковски ги усмеруваме децата во погрешен смер и после некој друг ни е крив. Ние сите и вие заедно добро ни доаѓа нешто кога не тапшаат по рамо, меѓутоа лошо е кога на крајот кој ќе ги сведеме рачуните. Стоби полека замира, повардарие умре. Грото од винарии се во тешка состојба, затоа што тргна по еден друг пат. И денеска пак ќе се јават. Денеска со победата ќе се јават нови кои се приклучуваат, кои ќе прават политика за себе, а не заедничка политика. Онаа што зборувавме порано и се усмерувавме е да направиме пристап да бидеме најдобар вински регион, не во регионот. Не можете во регионот, во светот треба биде. И тој е тој пат по кој одиме. Денеска зборуваме, или оваа година, Министерството за земјоделие прв пат прифати една сугестија која со вас ја разговараме веќе 5-та година ја разговараме и ке вас веќе почнува да се оплеменува во тој дел да сватите што значи да произведуваме стандардно грозје и високо квалитетно вино. Тоа значи дека ние ќе продаваме подобро, ќе ви плаќаме вас подобро и вижењето на тој дел ќе биде секогаш профитабилно и за едната и за другата страна. До сега и така работиме, и затоа сте вие денеска тука. Гледам со вас и перманентно зборуваме околу тоа да се гледаме во очи. Што зборев, еден имаше од политичариве, сега ќе го цитирам, кој вика, јас ви кажав. Јас не ви кажам, ние зборуваме и водиме диалог и додека преговараме и додека не се договориме, нема ништо од тоа. Ја можам да ви кажам што сакате, додека вие не прифатите и додека не сватите дека вие нас ни требате, ние вас ви требаме и ние единствена цел ни е да направиме подобро грозје, подобро вино, да го продаваме за поскапо и да ви вратиме. Тоа е целата филозофија. Во дневникот најавуваме и еден настан од културата. Музеј галеријата Кавадарци продолжува да организира квалитетни ликовни изложби од еминентни автори. Утре вечер, петок, 10 мај, со почеток од 19 часот во салоните на Музеј галеријата ќе се отвори изложбата Етно свет на академскиот сликар Драги Хаджиниколов Аджи од Гевгелија, кој е уметник од старата добра сликарска школа. Во неговите дела се представени мотиви од етнофолклорот, традицијата, поднебјето и се вистински етнографски и сликарски бисери. Во делата на Хаджиниколов доминираат предмети кои некогаш имале материјална и употребна вредност затоа што вековно биле употребувани од луѓето, а сега тие артефакти од нашето богато културно наследство имаат не само ликовна, туку и духовна вредност. Овие подзаборавени предмети, реинкарнирани во сликите на Драги Хаджиниколов, за секогаш ќе бидат заштитени од исчезнување во идните времиња. Да ја проследиме и временската прогноза пред крај на дневникот. Утре ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. Во јужните делови врнежите ќе бидат пообилни, локално проследени со грмежи и засилен ветер. Во сабота ќе има преодно стабилизирање на времето, а потоа во следните денови во попладневните часови ќе има локална појава на краткотраен пороен дожд и грмежи. Дневната температура ќе биде во пораст. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Останете и понатаму со нашите програмски содржини.